Книгата "Народните инструменти и инструменталната музика во Струмичко-Родовишкиот регион" е магистарски труд на Саше Митев, во кој преку долгогодишно истражување ги синтетизира музичко-инструменталните пракси. За промоторот Иван Котев ова е светол обид за истражување и актуализирање на богатото фолклорно богатство на регионот. За жал, како и повеќе други сегменти од богатата фолклорна традиција на овој регион, не е доволно истражуван и проучен. За среќа, во поново време се појави искра надеж. Се појавија млади за наука и научни истражувања кадри кои работат од областта на музичната култура ги покренуваат од мртва точка. Еден од нив е младиот магистар на музичките науки Сашо Митев. Тој се зафатил и тоа доста успешно со еден комплексно истражување со цел да ја проучи и констатира состојбата со најфреквентните музички инструменти од овој регион, а тоа се дудучето, шупелката, двојанката, кавалот, гајдата, зурлата и тапана. Книгата е поделена на два дела, во неа се содржани инструментите кои се среќаваат во регионите како и мелодиите. Мите вели дека од големата збирка која ја собрал во текот на истражувањето издвоил 29 позначајни дела. Всушност ова книга е мојот магистерски труд кој што е магистрирано во Институт за фолклор Марко Цепенко во Скопје. Самиот наслов кажува народните инструменти и инструменталната музика во Струмичко-Родовишкиот регион. Тоа се материјали собирани од мене кои што сум одел на терен години уште кога бев студент и магистрант. Така, во глобала имам повеќе снимано материјали, инструментални, вокални мелодии, меѓутоа таму во книгата имам поместено баш тие што сметам дека така најдобро наоѓаат. Имам 29 милограми слики и првиот дел книгата е со опис на географска местоположба на Струмичко-Родовишкиот регион, меѓусебни сличности и различности на тие два региони, кои инструменти се застапени, тоа. Интересно тоа што опфаќате два региона. Колку се тие слични, колку се различни? Па во однос на инструментите има некоја разлика која што може да се забележи со влијанието на одделни инструменти, да речеме гајдата е повеќе застапена во Родовишкиот регион, па кавалот е повеќе застапен тука, на пример, шупелката, дудучето повеќе го имам среќавано тука во овој регион и така. Значи си има двата региони своји специфики, меѓутоа во глобала пак се една целина. Митев, кој дел од истражувачкиот процес го минал во Иловица, има напишано и краток труд за доделарските песни, карактеристични за тие краишта кои се обредни песни во време на суша.